Почитувани мои, непопусто рекле дека најверниот пријател на човекот е куќата. Еве денеска овдека во северниот дел на Скопската котлина, овдека во општината Ѓорче Петров, овдека во селото Кучково ме пречека овај убав прекрасен лавладор. Денеска овој лавладор ќе ми биде домаќин и водич овдека во селото Кучково, а пред се така речено, каде што овдека мештаните од ова село ќе ми ги дораскажа приказите што не ми ги дораскажа кога овдека бев некаде пред 2-3 години. Почитувани мои, како што напомнав, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години ги посетувам на руралните региони од Република Македонија и 30 на години ги посетувам нашите убави македонски села со еден серијал со работен наслов, сето тоа преточено во документарниот серијал Заборавени. Почитувани мои, како што напомнав, тука со мојот пријател со лавладорот овдека од селото Кучково, значи неколку пати сум наминал овдека во селото Кучково, неколку репортажи овдека сум направил во селото Кучково, но меѓутоа да бидам реален, кога патувам од Ѓорче Петров према Кучково, кога ги снимав документарните емисии за 9 цркви и манастири овдека во селото, а пред се за многовековниот манастир Свети Ѓорѓија, кој што се наоѓа некаде на 3-4 километри северо источно од селото Кучково, секогаш овај, така да речем, во очи ми паѓаше овај, така да речем, сообраќајен знак, кој што, еве можете и вие да видите, на етно стил е оварчиго и изгравирана ова табла, каде што пишува етно село Златно буре. Да бидам реален, да бидам искрен, што се вика, ми се радува душата, што те денеска ќе ова репортажа што ќе направиме овдека во етно селото Златно буре, ќе биде преточен и вметнат во документарниот серијал Етно туризам во Република Македонија. Ете, почитувани мои, денеска овдека во селото Кучково, денеска времето е ведро, топло, погодно на окото на камерата на мојот снимател Виктор Костевски, сиот тој добар амбиент да го сними, а ние да го преточиме во оваа документарна репортажа. Гледајте и уживајте. Ајде, лабрадови, ајде со мене, ајде, ајде, дојди, ајде. Дојди, ајде, дојди, ела, дојди, ајде со мене, иди со мене, дојди, ајде. Еве овдека ја слушам музиката, она наша народна македонска, во етно стил, ова е овдека етно селото Златно буре, да влеземе, да се видиме со домаќините. Почитувани мои, сето ова ќе се обидам преку окото на мојот снимател Виктор Костевски, преку камерата, поточно речено, на мојот снимател Виктор Костевски, дел од продукцијата на МРИО филм, покрај Драгов Сламиновски, еден од непознатите современи македонски етноловци, географи и историчари, а исто така и Димче Ковиловски, печалбарот, кој што после 50 години си има вратено во Република Македонија, во неговото родно село Вранче, кој што доаѓаат оварчиго на снимање, пак ќе ќе речам, сите ова приказна што имам овдека и сето оно што ќе биде снимано преку окото на камерата на мојот снимател Виктор Костевски ќе биде преточено во оваа репортажа. Гледајте и уживајте. Екотуризмот, познат и како зелен туризам, се однесува на патување кое е фокусирано на зачувување на природните и културните ресурси со минимално влијание врз животната средина. Оваа форма на туризам поттикнува одговорно однесување кај туристите, како и поддршка за локалните заедници. Во рамките на еко и одржливиот туризам, посетителите се охрабруваат
да се поврзат со природата преку активности, како што се пешачење, возење велосипед и посета на природни резервати. Една од клучните цели на екотуризмот е зачувување на природната средина. Ова се постигнува со намалување на потрошувачката на ресурси, заштита на биодиверзитетот и едукација на туристите за важноста на заштитата на животната средина. Покрај зачувувањето на животната средина, екотуризмот придонесува и за економскиот развој на локалните заедници. Со поддршка на локалните занаети и производи, туристите можат директно да влијаат на подобар животен стандард за жителите на руралните средини. Например, посетата на етно села им овозможува на туристите да учат за традиционалните занаети и обичаи, со што се поддржува зачувувањето на културното наследство. Преку овие практики, екотуризмот не само што го збогатува искуството на патникот, туку создава и платформа за позитивни промени во начинот на кој се однесуваме кон нашата планета. Затоа, екотуризмот се смета за една од најважните форми на туризам во светот денес, а воедно обезбедува можности за автентични искуства и зачувување на природното и културното наследство. Екотуризмот игра клучна улога во развојот на локалните заедници. Покрај тоа што придонесува за зачувување на природните и културните ресурси, оваа форма на туризам му овозможува на локалното население директно да се вклучи во туристичката индустрија. Ова вклучување може да биде преку обезбедување сместување, водење тури или продажба на локални производи. Посетата на најубавите села во Македонија не само што обезбедува автентично искуство за туристите, туку и ги поддржува локалните занаетчии и земјоделците. Еден од најважните аспекти на екотуризмот е заштитата на биодиверзитетот. Преку развој на одржливи туристички практики, можно е да се намали негативното влијание врз екосистемите, што им овозможува да истражуваат природни живеалишта без да ја нарушат својата равнотежа. Овие активности не само што промовираат здрав начин на живот, туку и ја подигнуваат свеста за важноста на зачувувањето на природната средина. Екотуризмот е одлична можност за едукација на посетителите за еколошките прашања и за одржливите практики. Посетата на руралните области дава можност да се научи за органското земјоделство и за техниките за зачувување на природата. Посетителите можат да учат за традиционалните вештини и да учествуваат во работилници што ги одржуваат локалните занетчии. Овие активности не само што го збогатуваат туристичкото искуство, туку помагаат и во зачувувањето на нашето културно наследство. Кога ги посетуваат традиционалните македонски кујни, туристите можат да вкусат автентични јадења и да научат рецепти што се пренесуваат од генерација на генерација. Екотуризмот е мост помеѓу луѓето и природата, овозможувајќи им на посетителите да ја истражуваат убавината и разновидноста на светот околу нив на одржлив начин. Со промовирање и зачувување на животната средина, поддршка на локалните заедници и едукација за еколошки прашања, екотуризмот има потенцијал да ја обликува иднината на туризмот на еден позитивен начин. Посетителите кои го избираат овој вид патување не само што придонесуваат за зачувување на природата, туку добиваат и можност да доживеат автентични култури и традиции што ги збогатуваат нивните искуства. Со развивање на туристички практики што ги минимизираат негативните влијанија врз животната средина, можно е да се зачува природата убавина за идните генерации и поколенија. Одржливиот туризам гарантира дека природните ресурси се користат во рамките на нивниот капацитет, спречувајќи го осиромашувањето и деградацијата. Еден од клучните аспекти на екотуризмот е вклучувањето на локалните заедници во процесите на донесување одлуки за заштита на природните ресурси. Локалните заедници можат значително да придонесат за развојот на одржливите туристички практики. Со вклучувањето на локалното население,
Туристите добиваат можност од прва рака да учат за природните ресурси, што дополнително го збогатува нивното искуство. Ова се рефлектира во важноста на посетите на етно села и традиционални занаети, каде што посетителите можат да учат директно од локалните занаетчии. Развивањето на инфраструктурата, што го поддржува екотуризмот, е од суштинско значење за долгорочниот успех на оваа форма на туризам. Преку екотуризмот, туристите имаат можност да се едуцираат за важноста на зачувувањето на природната средина и одговорното користење на ресурсите. Една од најголемите предности на екотуризмот е неговото потенцијално позитивно влијание врз локалната економија. Со промовирање на локални производи и услуги, екотуризмот може да го стимулира економскиот развој во руралните подрачја. Ова се постигнува преку директна продажба на локални производи. Посетителите исто така имаат можност да престојуваат во автентични сместувачки капацитети во етно села, што директно придонесува за приходите на локалните заедници. Туристите што ја посетуваат Македонија често се заинтересирани за традиционалните македонски обичаи, за македонски занаети и гастрономија. Тука доаѓа до израз важноста на етно селата и традиционалните занаети, каде што посетителите можат да дознаат за богатото културно наследство на Македонија. Организираните фестивали на традиционалната македонска музика и на македонските саеми на локални производи дополнително ја збогатуваат туристичката понуда. Екотуристите често се мотивирани од желбата да остават што е можно помалку негативно влијание врз дестинациите што ги посетуваат. Оваа практика, позната како одговорен туризам, вклучува почитување на локалните заедници, зачувување на природната средина и поддршка, се разбира, на локалната економија. Иако екотуризмот нуди многу придобивки, тој се соочува и со предизвици, како што се контролата на туристичкиот сообраќај и зачувувањето на автентичноста на дестинациите. Клучот за надминување на овие предизвици лежи во соработката со локалните заедници и континуираното едуцирање на туристите за важноста на зачувувањето на природното и богатото културно наследство. Со спроведување на одржливи постапки и практики можно е да се развие туризмот, што е корисен за сите вклучени страни. Екотуризмот е мојчна алатка за зачувување на природните ресурси и одржлив развој на заедницата во секој поглед. Преку одговорни туристички практики, поддршка на локалните економии, зачување на наследството, екотуризмот придонесува за создавање подобар свет за сите наредни генерации. Екотуризмот представува клучен чекор кон зачувување на сите природни ресурси и богатства и за одржување на убавините на локалните заедници и дестинации. Преку сериозно и одговорно патување, овие туристички дестинации можат да го зачуваат целокупното природно и туристичко наследство, а воедно да им обезбедат автентични искуства на сите посетители. Оваа форма на туризам ја подигнува свеста за важноста на зачувувањето и игра витална улога во создавањето на одржлив и етички туристички сектор за иднината. Во селото Златно буре, тука во ресторанот во Златно буре, слушајќи ова наша прекрасна македонска обнародена песна Титова мој роден крај. И се враќа моите спомени, кога јас бев дете, кога јас бев тинеџер,
Кога јас се радувам, така речено, на они убави селски јадења кои што ќе ми ги направеше мојата баба Ванка, кога таа ќе ги насучеше зелните, мазните, кога таа ќе отидеше да износи крава, да го подкоси млекото, да ја во бутинот, да ја направи изварката, а исто така и да го подсили кравието млеко. Се подсетувам исто така и на овците кои што ги имам околу 70-тина, кога со дедо ми Петри ќе оде заедно да ги пасиме овците цел ден по планината, по пасиштата, а навеќе ќе се вратевме кога ќе ги мозевне овците и кога, така да речам, кога ќе се соберевме накуп вечерта, кога ќе беше распослена трапезата со она што го подготвила домаќинката, мојата баба, но не само мојата баба, туку и моите стрини и мојата мајка Цвета, затоа што дедо ми Петре имаше 4 синови и 2 ќерки, ќерките не беа мажени, и кога ќе вечеравме, кога ќе се преброивме и кога ќе пред да дедо ми ќе запееше многу губави песни. А да ви кажа исто така, многу се посеќам и да направам една споредна денешна. Во тоа време нашите дедоци и баби, нашите родители не броја пари, така речено, туку се радуваа навечер кога ќе се собере, кога ќе се преброја кумина се, колку внучина му се родина, кога ќе направиле така збожна дадат, да ги омажат ќерките, да ги оженат синовите, ќе му се родило внучина, што реков. Исто така, ќе ми се објагнаа козите, овците, јагнината, кравите, сателината. И кога дедото ќе поминеше со пагурчето, кога ќе не погалеше нас, неговите внучини, ние набребев на 40-тина. И кога, како јас најстар во прво родена, така да речем, во куќата на Костеци, и ќе речеше, сите ми се мили внучина и од првото зверена и од последното од планета. Ете, така да речем, одека во етно-ресторанот Златно буре ќе ги најдите сите оние стари предмети со кои што се служеле нашите дедоци и баби. Значи, тука го има и котлето, тука го има и кантарчето, тука ги има селската носија, тука го има дулето, бардачето, тука ги има оние стари земјени, ленјирчина, трвените лажички. Тука исто така, еве овде што седам, ова овдека, овој ресторан, така да наречам ова етно трпеза, ме подсеќа на овие стари, ови, така да наречам, штици, каде што од тие ореови штици беше направена трпезата, каде што околу трпезата се наоѓа и тие стари столчина. Денес за видео изгледате, меѓутоа сепак го bona и стара традиција наша македонска, а исто така се радувам кога претпа напомна дека ја слушам песната Битола мој роден крај, или па еве се овдека се слуја ја слушам песната Дегеди луди млади години, но едно би рекол, ете, ми се исполни дучето што ете, наминав во етно селото Златно буре да се видам со домаќинот, така речено, и со неговите гости. Да ја видам атмосферата селска, што се вика, затоа што едно бе рекол дека овдека ова етно село се наоѓа во непосредна близина на селото Кучково, кој што ќе намините во селото Кучково, покрај тоа што ќе ги посетите 7 манастири и црквата Свети Спас, тука се манастирите Свети Трифун, тука е манастирот Олук, према Стопански двор, посветена на Успение на Пресвета Богородица, тука е Света Петка манастирот, Света Недела, Свети Ѓорѓија, Свети Илија, Свети Атанасије, а сепак едно бе рекол тука и манастирот, многовековниот манастир кој што изграден за службина на кралот Милудин, Свети Ѓорѓија. Но пак и да ќе речам, сето ова што овде до ова Скопска кулија, овде кај етно ресторанот, ќе го има. Ќе го почувствувате и ќе се присетите на оно што било, меѓутоа сепак
Оставам камерата на мојот снимател Виктор Костовски да ви го пренесе амбиентот, селски амбиент овде од селото Кучково, овде као од ресторанот Златно буре. Гледајте и уживајте. Почитувани мои, тука се наоѓам исто така во етно капчето, етно музео, што се вика на отворено. Тој амбиент ќе го добиете уште на самиот влез во етно селото овде кај Златно буре, меѓутоа се наоѓам тука во етно музео, кој што содржи поставки од животот на мештаните пред се од селото Кучково, каде што и се наоѓа ето ресторанот Златно буре, а овде позади мене се наоѓа поставките како што напомнав од предмети кои што ги користеле мештаните од селото Кучково, но не само од селото Кучково, туку и од Орман, од Волково, од Новосело, Горно Ризари, денешно Ѓорче Петров. Тука можете да уживате во тие предмети, како што се бардината, дулината, како што се старите тркала од дрвените оваричи го коли. Тука се наоѓаат оние кантарите каде што на времето волки го мереле житото. Исто така тука можете ќе видите таа стара селска фурна, која што така да речам во старите селски куќи било огниште, каде што горе завршувало со баџа. Овде исто така, морам да погледам, се наоѓаат овај етно музеј што е овде кај самиот амбиент кој ќе влезете, ќе ви даде еден порив, не само да влезете туку, ќе ги видите оние стари пенџерина со направени од мајстори, дограмаджи рачно, а исто така и ќе го видите тие стари пенџерина, се разбира со видоизменети во денешни современи услови, меѓутоа сепак ги има задржана она стара традиција, каде што стаклото во тоа време го нарекуваа старите џам. Џамот беше закован со оние стари, мали шајчина, кој што со посебно чеканче, џамџиите, стакларите, ги става. А исто така кој ќе влезете во овој етно музеј, ќе ги видите и оние старата селска архитектура, каде што куќите биле изидани на времето на два ката, а и денешка во селото Кучково може тие постојат. Долу сите биле изидани од камен. Долу се наоѓале амбарите, просториите за амбарите. Тука како се вика рече го чувале сирењето, качината со сирење, со торшија, пиперки, кисели, ги чувале поселеното јагнешко, телеско месо, свинско, овојчко месо. А горе на катот служел за живење, кој што бил покриен на времето со турски џерамини или си доломитни плочи, а пак внака, како што напомнам, се наоѓала огништето, а на огништето биле обесени веригите, а врз веригите било котлето, долу била жарка. Секоја куќа била исклучително задолжена горе на катот да има чардак. Почитувани мои, погледнете и уживајте преку окото на камерата на мојот снимател Виктор Костовски.
Почитувани мои, овдека во етно селото Златно буре, ете се наоѓам пред така современ начин да се изразам пред šanкот, но да бидам реален овој šanк овдека и кој ќе дојдите овдека во етно ресторан Златно буре и ќе ме подсеќа на оние стари крчми селски и кооперации, така речено, каде што мештаните после напорната и успешна работа по полето си доаѓале при вечерината, зборно место им била крчмата каде што разменувале мислења кој како поминал, кој што поминал, што сработил, а исто така кога ќе завршиле така речено со молбетењето, тоа молбетење завршувало се разбира со порачка на пиво, на грејана рака ако е зимно време, на вино ако е зимно време, а да бидам реален и во крчмите во Македонија. Па тука да ти кажам реално се праве, да ви кажам реално искрено, тука доаѓале и мештани од соседните села, каде што си правеле обед, давале зборови, збор за армасување, значи стасани вечери, стасани моми, за да можат како се вика речено да си се земат, а палбите биле многу големи. Затоа што, да бидам искрен да ви кажам, и една работа кога доаѓале овие стројниците да ја бараат да ја бараат момата тука да си дава збор, носели фалбаджија, затоа што ако е морало да има да потврдат, затоа што сепак што се вика се дава, се зема едно ќе да оди во туѓа куќа, а пак зетот, односно ќе мора да се жени. Меѓутоа и едно друго би рекол. Секојаш во крчмата, во било кој село, кога ќе затворал анџијата пред да ова речи која се вика да ја затвори крчмата никош не била затворена, си завинувале дома со песна, со, така речено, да си се odpozdravат, задоволни, затоа што оно што сработиле дента во полето, тука се пребројале, кукумина се, штомина се, некој ќе се попали, дете му се родило, некој ќе се попали, синот го оженил, некој ќе речи, а пак овај војска го испратил, а да ви кажам, а пак ова кој ќе дојде во време, овај вечерот да ви испратил Аскер, аве кај крчмарот оделе сите, а иначе по стар адет и обичај, кога заминува војникот, крчмарот први го испречал, ќе му залепел да речиме некој јадарка, некој титовка, значи од времето или па некој Наполеонче, ако некој бил така речено овај поимучен, со тоа што кога со крчмарот на чело, со попот, со клисарот, со питропот, со кметот, се разбира родителите и пријателите, го испраќале до првата железничка станица, а првата железничка станица била, да речиме, до 5, 10, 15 километри, а таму воза го чекале и по 1 сат, 2, и кој ќе се разбеале, која ќе се овај развеселеле, и се среќа го испраќале војникот. Да видим искрени, поверете, дојдете овдека во етно селото Златно буре, посетете ја крчмава да видите што има и како има, а и ќе бидете задоволни од услугата на анџиите овде во етно село. Почитувани мои, исто така ми е полна душова, ми се исполни душата што се вика одека во етно ресторан Златно буре, каде што ете позади мене ги имаме овие неколку мали куќички бунгалови, како што ги нарекуваат, изградени во етно стил, во според она стара селска архитектура, чорбаджичка што се вика, каде што ете цел овој материјал што е овдека направен е од околината на атарот на селото Кучково. Тоа е овој каменот гранит, тука е бигорот, тука се оние имаме тие та стара опека која што се наоѓа тука, кој што тука во селото Кучково на времето ги правеле тие плитари, па ги печеле, па ове ги цидале, ги ставале во мутлите. Овдека позади мене се наоѓаат и овие стари пакремови,
овие дрва кои што исклучиво во времето во Кучкопа и денешки ги има тука и овие мали етно куќички се направени исклучиво од багремово дрво, кое што багремово дрво да видам реален е доста цврсто, отпорно на влага, на мраз. Меѓутоа кој ќе влезете натре во ова речега во самите куќички, ќе го осетите, почувствувате амбиентот на оној селски, на онај, само се разбира малце видоизмене затоа што во времето денеска тука се наоѓа, така да речем, современите лежај по српски, да се изразам. На времето луѓето спиеле на рувузина, на времето луѓето спиеле се покривале со конопни черги, веленца, волнери, јаболи. На времето луѓето спиеле на дрвени кревети. На времето луѓето, затоа и живееле по 90 и 100 и кусур години. Дојде тука да видите што е рај, што убавина ете, погледајте и уживајте. Во селото има мир, има тишина, се слуша само звукот на природата, се слуша ветрето што дува, се слушаат петлите што пеат, се слуша жуборот на водата од селската река. Нема автомобили, нема звук од сирени, нема галами. Има свеж воздух. Подишењето на загаден воздух во урбаната средина, белите дробови конечно ќе го почувствуваат чистиот воздух. Нема прскање со хемикалии, нема издувни гасови, нема загадување, нема никотински честички, ниту чад и мирис од канализација. Вистински чиста средина. Во селото има убав сон. Нема ништо подобро од спиење во камена куќа, во дива сенка или во нишалка пред селската куќа. Нема насилни будења, нема интензивно звонење на телефоните, ниту будилници, ниту поштари, ниту заборавени соседи. Никој не знае каде сте и нема начин некој ненадејно да ви дојде, да ве разбуди и да ве вознемири. Во селото се јаде прекрасна, чиста и здрава храна. Нема таму брза храна. Нема пекари, пици, плескавици од непознато месо, туку само месо од своји јагниња, јариња, јунчиња, прасиња, пилиња и домашна бела супа, пиперки директно од градината и јаболка на дофат на раката. Селото на жените им дозволува да ја игнорираат модата. Ќе им кажат збогум на тешките шминки, на неудобните подпетици и на фризурата. Во селото доволно е само спортска облека и удобни патики. Селото е прекрасен и идеален дел или место за одмор на очите. Нема главоболки, нема хипертензија, нема очен притисок, нема стресови и аксиозност. Значи, селото го ублажува стресот. Уживањето во природата, во тишината, на чистиот воздух, во одморот, сето тоа го прават стресот целосно ништожен, односно стресот ќе исчезне како никогаш да не постоел. Мора да споменеме дека селото е постаро од градот. Луѓето таму често знаат некои работи многу подобро од оние во градот. Тоа е одлична можност да ги запознаете нашите традиции, обичаи, навики, а ако имате среќа да одите на село со вашите роднини, можеби ќе дознаете некоја интересна семејна тајна, ќе го запознаете вашето семејно стебло, ќе слушнете и некоја рурална легенда. Многу повозрасни жители на селото се вистинско богатство за нашата традиција. Знаат како било некогаш, што значеле одредени обичаи. Може би патувањето на село може да се претвори во мал водич низ минатото. Ретки се селата, да не речам, нема село каде што нема река, нема поток и каде што нема извори со чиста питка вода. И секако, секое патување носи нови предизвици. Може би
ќе се одлучите да живеете во село, иако сте повеќе градски човек. Се на се, патувањето во селото е нова авантура, забава и уживање. Затоа, ако се двоумите како да го поминете викендот, ако не сте сигурни што да правите со себе, ако ви е доста од се, ако сте уморни од се и сакате промена или едноставно сакате да се посветите на себе и на своето здравје, спакувајте ги потребните ситници и тргнете на пат кон селото.